Ова е промотивно видео на Државната изборна комисија, со кое се повикуваат граѓаните да го остварат гласачкото право на годинешниве парламентарни и председателски избори. Го објавија на социјалните мрежи, телевизиите, порталите. Има две сцени: жени во фризерски салон и мажи на пазар, што меѓусебно се информираат за гласањето споделувајќи рекламни флаери. Во длабинската анализа на рекламирањето на порталите која изработија Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и фондацијата Метаморфозис, поддржани од владата на Обединетото кралство, се забележува дека таквото представување ги зајакнува стереотипите. За жените како пасивни чинители, загрижени за нивниот изглед. За мажите пак како активни чинители, кои преземаат одговорност за домаќинските работи. Од Државната изборна комисија велат намерата била да информираат, но ја прифаќаат и критиката. Сепак во изработката на вакви материјали можат да се појават предизвици во однос на урамнотежено прикажување на родовите улоги. Државната изборна комисија ги зема предвид забелешките од релевантни организации и јавноста, како што се наодите од истражувањето на фондацијата Метаморфозис. Ова ни укажува на потребата од посеопфатен и родово сензитивен пристап при креирањето на идните видеа. Промотивното видео на ДИК е само капка во морето кога станува збор за родовата еднаквост во рекламите за изминатите избори. Уште повпечатливо е како партиите ги представуваат своите кандидати и кандидатки при платеното рекламирање на порталите. ВМРО ДПМН, меѓу 6 носители на листи за пратеници, имаше само една жена, Дафина Стојановска. Според анализата, вкупниот број нарачани банери со кои партијата ги рекламирала своите носители е 1065. Од нив, за промовирање на Стојановска искористени се 62 или 6%. Сите останати рекламни банери промовираа кандидати мажи, а најмногу лидерот Христијан Мицкоски, кој бил застапен на 376 рекламни банери или 35% од вкупниот број. Застапеноста на жените за носителки, јас се согласувам дека треба да имаме повеќе и нормално како председателка на Унијата на жени, таа е мојата тенденција да имаме повеќе жени. Јас лично имам две функции големи, да речем пратеник сум во собрание и председателка на Унија на жени, што е навистина исклучително захтевна работа, бара многу време, многу организација. И јас лично искрено ви кажам, не се чувствувам оштетена, да речам, на некој начин, зашто не бев носителка на листа, иако бев втора на листа. Малте не, паралелно имавме активности, скоро сите активности со носителот на листата, кој што беше маж во нашата изборна единица, во втората изборна единица. Нормално, тој предничеше со сите тие гостувања на телевизија и така натаму, иако јас мислам дека доволно се представив и во кампањата на дебатни емисии и така натаму. Пешевска забележува дека има слаба застапеност на жени на извршни функции, малку жени министерки во владата, како и мал број градоначалнички. Но зборува и дека политиката е се помалку атрактивна за жените. За среќа имаме прва жена председателка и тоа беше една, да речам, тенденција и борба на жените во Македонија да имаме прва жена председателка, која што се оствари со огромна поддршка од страна на нашата партија. И тука покажуваме ни поголеми, пошироки како партија, пошироки гледишта на работите дека и највисоките функции во државата може да ги води жена. Сега за факторите и условите, мислам дека ни треба една подолга елаборација зошто не се нафаќаат, а мислам дека и треба да се спомнат заради тоа што обично во последниве години, последниве децении политиката станува неатрактивна не само за жените, туку и за млади луѓе, и тука треба да се запрашаме како активни чинители во општеството зошто е тоа така. СДСМ имаше поинаква стратегија, со родово мешани парови на кандидатите на повеќето рекламни банери. Имаше жени носителки на листи во две изборни единици, а 3 жени беа втори на листите. Според анализата на ИФЕС и Метаморфозис, од вкупно нарачени 605 рекламни банери, маж и жена заедно биле прикажани на 394 или на 65% од банерите. Тогашниот лидер на партијата, Димитар Ковачевски, е единствениот што беше представен сам на рекламните банери. И за него се објавени вкупно 198 или 32% од вкупниот број банери. Да, тоа го почнавме во 2020 за парламентарните избори и сега продолжуваме со таа тенденција. И мислам дека навистина пред се делуваше многу и емпатично и симпатично
спрема гласачкото тело. Од друга страна, за прв пат на политичката сцена имаме вакви тандеми од маж и жена. Одиме се понапред и понапред, што можам да кажам, бидејќи во 2020 имавме една жена носителка, а сега веќе имаме две жени носителки и јас сметам дека и наредните парламентарни избори треба да има повеќе жени конкретно носителки, иако кај тој тандем беа исти, да речем, и одговорностите, меѓутоа и она презентација нивна на кампањите и самиот пропаганден материјал. Лукаревска вели дека СДСМ работи на промоција на своите жени политичарки, за да има што повеќе кандидатки за престојните локални избори. Па видете, гледајќи го новиот тим на раководство на председателот Венко Филипче, гледаме дека таму од 4 подпредседатели 3 се жени. Предходно нели напоменав заменик председателката, огромен број на жени има во рамки на извршниот одбор. Дел се млади, дел се доста искусни, значи тоа е една комбинација која што мислам дека е добитна. Треба да се даде шанса на таков простор. Гледајќи го тој момент, сметам дека и во рамки на локалните избори и на советничките листи жената ќе го има приматот и така треба да биде. И борбата на жената, се додека се уште зборуваме за борба некакви за некакви права, сметам дека не е завршена. Но само заеднички можеме да успееме, без разлика која политичка партија доаѓа, бидејќи нападите на политичар кој што доаѓа од редовите на СДС на жена и политичарка која што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН или од редовите на ДУИ, секако дека се исти по истиот тој основ. Кај партиите на албанците, состојбата е забележително полоша. Ниту коалицијата Европски фронт, ниту коалицијата Вреди имаа женски носители на листите за парламентарните избори. И кај едните и кај другите прашавме зошто. Од ДУИ не ни одговорија на нашите прашања. Од Вреди пак велат дека без оглед што немале жена носителка на листа за пратеници, посветуваат исклучително внимание на родовата еднаквост. Не живееме во илузија дека жените соодветно на нашите идеолошки заложби се застапени како избрани и именувани лица. Има 3 жени заменик министерки кадри на Вреди. Не затоа што не веруваме во нивната способност да се справат со предизвиците, туку затоа што во распределбата на првите должности во законодавната и извршната власт кои се во надлежност на Вреди беа номинирани тројца од лидерите. Јавноста со право очекува повеќе жени на раководни позиции. Во наредниот период ќе вложиме вонредни напори за балансирање на оваа состојба, особено на предстојните локални избори. Имаме ситуација каде што жена политичарка повторно позиционирана во домот. Родот и политиката беа тема на тркалезна маса што ја организираше Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, под наслов Пари, медиуми и избори во Северна Македонија. Промовирање на инклузивно покривање на жените за време на избори на онлайн медиумите. Билјана Бејкова, експертка за медиуми и родови прашања, смета дека постојната законска регулатива ги покрива традиционалните медиуми, но дека таа во најголем дел не ги опфаќа и порталите. Според неа, напорите за родова рамнотежа се надвор од формалните механизми за мониторинг и документите за саморегулација, како кодекси, упатства и насоки. Па предлага Кога размислувавме, во суштина важно, што може и на пократка патека да се направи кога станува збор за саморегулаторните документи, е дека насоките што се применуваат за изборните процеси и медиумските кампањи за време на изборите, како што овој кодекс кој што во моментов постои, може да се подобрат со поврзување на гаранциите за недискриминација, исто така со рекламирањето и конкретно потигнување на интеграцијата на родовата димензија при во суштина креирање кампањи, поставување платени реклами и слично. Значи тука може да се интервенира според наша препорака и видување и на пократка патека може тоа да се направи. Меѓународната експертка за избори и родови прашања Татјана Хилшер-Богусевиќ смета дека има добри меѓународни практики при представувањето на политичките кандидати. Таа вели дека родовата еднаквост може да се поттикне преку државното финансирање на политичкото рекламирање, што го практикува и Северна Македонија. This link basically underscores the principle that public money is there to serve publicly significant goals, which includes gender equality. Such gender-targeted measures that use financing as an instrument, they are in place in about 30 countries globally. Most commonly, they link funding to the number of
candidates nominated or elected. So this is this income side of things. But they can also be designed and used to actually influence how parties use the funds that have been allocated to them, including to promote women in the media. So that is the spending side of things that I would like us to encourage us to sort of try and explore. Такви примери на меѓународно ниво има повеќе. Некои се поврзани со исполнување квоти. Например, во Франција и Ирска, политичките партии се соочуваат со финансиски казни ако не ги исполнат утврдените родови квоти, што влијае на износите на државното финансирање што можат да го добијат. Јужна Кореја пак нуди финансиски бонуси за партиите кои успешно ги спроведуваат родовите квоти. Тоа се некои од моделите за кои се препорачува да размисли и да ги примени и земјава.